Дали конечно ќе се појави партија која ќе го наруши балансот на веќе воспоставените СДСМ и ВМРО? Дали конечно се појави трета опција? Нова политичка партија го краси политичкиот мозаик во Македонија, а за лидерот се вели дека е шармантен, работлив, мудар, роден водач, но пред се скромен човек. Зборови со кои самиот се опиша Гоце Темелковски од новата партија ПЗМ. Гоце, дали се слушаме? Да, студио, добро се слушаме, да. Вие од ПЗМ ветувате дека ќе ги смените работите. Како планирате да го направите тоа? Види, студио, че ние како политичка партија планираме да направиме драстични промени за сузбивање на криминалот. Односно, ќе донесеме закон со кој што нема да се одговара за крадење со усул. Башка. Значи, кога се местат тендери, тоа се прави подискретно. Затоа што кога се местат тендери јавно, тоа влијае на психата кај луѓето. Не знам дали ме разбирате. Затоа што има поосетливи луѓе што нема да бидат баш задоволни ради тоа. Значи, вие и немате некои криминалци во партијата? Сега ви кажа, бе, студио, земам да ви нацртаме, бе. Ние немаме ни милионер у партија, бе. Океј, а што всушност ви значи тоа ПЗМ? А ПЗМ значи помалото зло за Македонија. Затоа што граѓаните секојаш на избори гласаат за помалото зло за Македонија и ние така се крстивме. Значи, нашиот слоган е сите у ПЗМ. Па добро, валјда боље у ПЗМ него у ПМ. Од уста ми го извади студио. Па ПЗМ може да биде и поголемото зло за Македонија, така? Значи, да не мешаме појми, студио. Дај бе, приберете се малку. Значи, поголемото зло е ПГЗМ. Многу букви бе некако? Сега многу букви, а СДСМ и ДПМН помалку букви да не има. Ете, со прашалник на лицето го прекинуваме линкот со Гоце, лидерот на помалото зло за Македонија. А ние да продолжиме со вчерашни.